Актуелната председателка на антикорупцијската комисија Татјана Димитровска остана без пасош како осомничена за вмешаност во случајот Адитив. Заедно со уште двајца други беше спроведена пред судија на претходна постапка во Скопски кривичен, кој го прифати барањето на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, таа да добие и забрана во одреден дел од работата кои се поврзани со кривичното дело кој се става на товар. Во однос на осомничената ТД, која доцна попладнево беше изведена пред судија на претходна постапка во однос на продолжување на акцијата во јавност позната како Адитив, по низино произнесување во однос на предлогот на јавното обвинителство за определување мерки за претпазливост, донесено решение со кое се прифаќа предлогот на ОЈО-ГОК и се определуваат мерки за претпазливост согласно точка 3 и точка 7, односно привремено одземање на патната исправа и забрана за издавање на нова и забрана за преземање на одредени работни активности поврзани со кривичното дело. За која кривично дело се гони Димитровска не открива ниту обвинителството, од каде најавија повеќе детали за утре. Кратко потврдија дека председателката на антикорупцијска е опфатена со проширувањето на истрагата за спорните набавки на адитиви за согорување на јаглен во термоцентралите тешки над 6,5 милиони евра. Во рамките на предметот Адитив од прибраните докази донесена наредба за спроведување на истрага за уште 3 лица околу делата што им се ставаат на товар и действијата што ги преземале, ќе известиме во текот на утрешниот ден. Димитровска лани во февруари стана прв човек на антикорупцијската комисија, а претходно 19 години работела во Државниот завод за ревизија, а 2 години му била и помошник на главниот ревизор. Најмногу работела на ревизии за политички партии, ДКСК, АВМУ, ДИК и други. Случајот Адитив беше отворен лани во декември од полицијата и обвинителството за организиран криминал и првично опфати 23 лица, меѓу кои Вацко Ковачевски како екс-директор на државните електрани, неговиот наследник Васко Стефанов како и екс-директорот на РЕК Битола Пеца Матерски, или вкупно 23. Истрагата веќе еднаш се прошири на почетокот на февруари, кога беа фатени нови суми на кои се поврзуваа со криминалите кои се правеле со набавките на адитиви. Обвинетите се сомничат дека злосторнички се здружиле и фаворизирале одредени компании во тендерската постапка за набавка на адитиви за јаглен, при тоа стекнувајќи нелегално имотна корист. Извршиле трансакции за перење пари во износ од 6,8 милиони евра со цел да го прикријат потеклото на финансиските средства. Со новите тројца осомничени, бројот порасна на вкупно 34, дел од нив се во ефективен притвор, некој во куќен, а други под мерки на претпазливост. Обвинение беше поднесено до Скопскиот кривичен суд крајот на февруари и се очекува наскоро да почне и судската постапка.